Добар ден. Благодарам за вашата посета денес на отворениот ден на Средното општинско училиште Ѓурче Петров од Прилеп, во кој што ние пред учениците од 9-то одделение од основните училишта од општина Прилеп ги представуваме нашите струки и профили. Зошто е добро учениците да се запишат во ова училиште? Затоа што училиштето има добри ресурси. Во секоја училница имаме телевизор, LCD проектор, смарт табла, спортската сала ни е добро опремена, училишната библиотека е богата со книжен фонд, имаме кариерен центар, имаме опремени кабинети за сите струки, кабинет по информатика, фризерски салон, козметички салон, текстилна работилница, лабораторија, салон за физикална терапија. Имаме наставен кадар кој што е целосно посветен на воспитно-образовната дејност во училиштето. Учениците имаат можност покрај наставните активности да учествуваат и во воннаставни активности, како што се драмската секција, музичката секција, имаме бенд. Јас ги поканувам учениците од сите училишта до крајот на денот да не посетат, можат да не посетат и во останатите денови кога сакаат, и исто така ги поканувам да изберат една од струките во нашето училиште. Геолошко-рударска и металуршка струка. На нашата струка нуди еден профил геолошко-рударски техничар. Зошто да се запишете во оваа струка? Затоа што нуди брзо вработување, дуална паралелка, се нуди стипендија и по завршувањето учениците имаат можност брзо да се вработат во компаниите каде што одржуваме практична настава. Јас сум Марио Смилјановски, сум геолошко-рударски техничар. Тоа што ме мотивираше за да се запишам во геолошко-рударски техничар е што сакам да ги работам рударските машини и стипендијата. До сега не посетија две училишта и од населените места од Дебриште. Конкретно се најдуваме во кабинетот за здравствена нега. Тој предмет се состои од теоретска настава и практична настава, практичен дел. Во моментов, значи, во овој кабинет се одвива практичната настава по истоимениот предмет. Се врши комплетна обука на учениците како еден вид припрема за она вистинска практична настава која што треба да продолжи во 3-та и 4-та година во здравствена установа Борка Талевски на болничките одделенија. Тренговски ученик сум во училиште во 2-ра година. На почетокот имав многу дилеми дали да се запишам тука. Многу предрасуди имаше дека е многу тешко, дека професорите се многу лоши и строги, но всушност кога дојдов 1-ва година сватив дека сето тоа се само стереотипи, дека професорите се многу добри, премногу соработуваат со нас и се трудат нешто да научиме, не само преку теоретска настава, туку и практично ни објаснуваат се. Значи, струката лични услуги е составена од два профили. Едниот профил е техничар за козметичка нега и убавина, 4 годишно образование, каде што се потребни вкупно 45 поени за запишување, додека пак другиот профил е фризер, 3 годишно образование, каде што се потребни вкупно 30 поени за запишување. Значи, идните ученици кои што ќе се запишат во овие профили ќе се стекнат со компетентни знаења, компетентни вештини, кои што ќе можат да ги искористат во понатамошното работење. Јас сум Тамара Јаговска, учам во Ѓурче Петров и сум ученик во струката козметичар за нега и убавина. Значи, предностите на оваа струка е што по завршувањето на училиште можеме да се отвориме свој сопствен бизнис и можеме да работиме и да ги правиме среќни останатите луѓе кои се заинтересирани, кои сакаат да бидат убави. Јас сум Наташа Мирчевска, професор во текстилно-кожарската струка, предавам стручни текстилни предмети. Сакам да пред се за оваа струка сакам да напоменам дека е премногу креативна и да ги разбиеме стереотипите од она што сепак името на струката постои, но ние сме струка која пред се прави модни цртежи, модни ревии, за да дојдеме до тоа нешто мотивот се преко голема креативност и правење на
на, како што реков, модели. Здраво, јас сум Тамара, ученичка во СО Ѓорче Петров, 2 година. Учам во секторот текстил, кожа и слични производи. Во овој сектор јас стекнав многу голема жилба и можност да си ги остварам своите жилби и да станам иден моден креатор. Овде ние имаме можност да научиме да моделираме, да креираме, да дизајнираме, конструираме и да изработуваме облека. Јас сум Анастасија Андреска, ученичка во СО Ѓорче Петров во секторот текстил, кожа и слични производи. Покрај тоа што ви го кажа Тамара, јас ќе се надоврзам дека паралелката е дуална со зголемен фонд на часови по практична настава и активна соработка со компании од текстилната индустрија. Профилот физиотерапевски техничар е со 4 годишно образование. Потребни се 70 поени за запишување во овој смер. Праксата се изведува на физикална во болница. Работиме со примена на електротерапија, термотерапија, кинезитерапија и слично, исто така и масажа, мануелна. Здраво, јас сум Ивана Богоевска, ученик во СО Ѓорче Петров. Учам во фармација, фармацевски техничар. Оваа струка се учи 4 години. Во прва година имате само стручни и општи предмети. Значи, одите на пракса само во лето, феријална пракса, таа трае 20 дена во аптека. Втора година учите исто така уште стручни и општи предмети и имате пракса 1 ден тука во лабораторијата, каде ќе правите реакции. И трета и четврта исто така учите само стручни предмети, од општи имате само македонски, спорт и англиски предмети. Јас сум Наташа Најдовска, стручен професор во Средното општинско училиште СО Ѓорче Петров од Прилеп. Ги поканувам 9-деленците од нашиот град да се запишат во нашето училиште, заради тоа што нашето училиште е средно стручно. Значи, по завршувањето на 4-та година тие се оспособени да работат во реални компании. Јас сум Наталија Матраковска, професор во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп. Предавам 6 стручни предмети во шумарско-дрвно-преработувачката струка. Оваа струка е добра за вас затоа што нуди многу можности за понатамошна работа. Учиме обработка на дрво, исто така мебел и интериер. Се изучуваат материјалите, машините со кои што се обработува мебелот. Исто така изучуваме планирање на простор, организација и решение на повеќе видови простори за внатрешно уредување.